ми го видовме во однос на извештаите. Лично сметам, а и секако со консултација на повеќе луѓе кои што се и текако засегнати во овие делови, дека годишното давањето на годишен извештај е многу долг временски период за анализирање на состојбите во однос на имплементацијата. Можеби имате сериозен проблем со кадрите и со условите кои што ви се дадени, меѓутоа за таква обемна работа која што треба да ја следите, неопходно е пристапување, односно подавање рака од страна на извршната власт, која што очигледно или намерно ве кочи, или не сака ова стратегија да се спроведе. Сметам дека треба позачестено и мониторирање, да не речам секојдневно, а извештаите во однос на имплементирање, секако пред законодавниот дом, а и за ваши лични употреби, треба да ја имаме многу почесто со цел почесто преземање на одредени активности во однос на, бидејќи знаеме, ова е жива материја, секојдневно може да се појават одредени други сегменти и проблеми. Да се прилагодиме и да ги прилагодуваме сите овие и предвидливи и непредвидливи криминални и противзаконски дејанија да можат да бидат опфатени за наредниот период. Бидејќи доколку одиме вака со годишно, така е законски, знаеме дека годишен извештај, меѓутоа кога годишниот извештај ќе се достави, додека да се процесуира, да се разгледа, поминува година и половина. Наредниот ќе фати веќе 3 години. Значи, многу временски период се одолговлекуваат овие работи. Затоа, мое мислење и секако на мислење со тие што сме разговарале, доколку има можности во рамките на можностите на Државната комисија, а не се сомневам дека државата има и капацитет и финансии да може да ви ги одобри сите овие потребни и ресурси и услови, да можеме позачестено да ги анализираме, мониторираме овие работи. Бидејќи од еден решен случај на криминал, големи криминални дејанија, противзаконски дејанија, значи одредени злоупотреби, ќе се финансираат сите трошоци и на комисијата и на сите органи во правосудниот систем, каде што треба и каде што се детектирани недостатоци на вработување и материјални и финансиски средства. Затоа сметам дека финансиските средства не треба да претставуваат проблем во однос кога инвестираме во овие сектори и системи. Благодарам.